Македонските граѓани да дишат чист воздух до 2050 година, да се ослободат од грејната сиромаштија и да се стремат кон одржливо и почисто општество. Ова се предлозите на невладината организација Заедно за промена, напишани во така наречената иницијатива за чист воздух Македонија 2050. Начинот на грејење, урбанизацијата и транспортот се трите области во кои мора веднаш да се реагира за да не се влоши и така веќе алармантната состојба со аерозагадувањето. Мотивација се покажува од граѓани. Они сакаат да се грејат на чист начин. Ако граѓани купат нова печка, ако сакат да се грејат на дрва или на пелети, барам тај печка да е многу ефикасна. И нив да не загадува, највише вредност да извадат од секој кило дрво што стават во печката и најмалку во околина да загадуваат. Најубаво да имаме ефикасна печка и да се грејат со суви дрва. Тоа е највише економско вредност и највише топлина дава од секој кило дрво што влагаш во печката. Актот предвидува ограничување за градење во области на ранливи категории граѓани, проширување на градското грејење, но и воведување на така наречена енергетска ознака за домување. Уште се зградат згради или куќи без изолација. Тој треба да се менја, законски треба да се менја, пошто мора да има изолација. Од кога има повише изолација на куќи или на згради, помалце киловат енергија трошиме. Инфраструктурата и транспортот мора во најбрз рок да се регулираат и адаптираат. Мора да се внимава какви комерцијални возила се возат низ градските улици, а старите возила да се заменат со нови. Ние треба да замислиме заедно со владата обавезно тие комерцијални возила многу се користат низ градот. Требаме да ставиме некој мерка да emission што пуштат тие возила треба да биде минимално, не знам, Евро 5, Евро 6. Такви мерки многу се важни, пошто тие цело време се користат. Не е како некој кола од мене или од тебе што ga користам од дома до канцеларија, него таксист цело време 24 сат го користи. Алармот е вклучен веќе одамна, но засега единствена реакција од властите е во обратна насока, со кратење на буџетот за животна средина и 0 денари за аерозагадувањето.